Поентата е како ти со твоите способности, вештини и нели капацитети и се останато и време можеш да придонесеш за одредено прашање со тоа што на вистина придонесуваш, а не се чувствуваш само дека учествуваш и тоа е доволно само по себе. Сара, како си? Добро. Понеделнички, ама добро. Да, убаво дека понеделнички почнуваме со снимање. Баш, и тоа на интересни теми. Да, јас знаев дека кога почнувавме, бидејќи нели сме снимали порано подкаст пред неколку години, ама знаев дека ти си една од личностите кои што сакав да направам разговор, барем на самиот почеток на подкастот, бидејќи знам дека има што многу да разговараме. Баш ми е мило што мислиш така. Да. Не знам зошто, ама ми значи. Мислам дека следните саат време ќе докажат тоа, ама да почнеме од местото кај што сакам со секој еден гостин да почнеме, тоа е што за тебе представува ментално здравје. Тоа значи за мене еден малце така посеопфатен процес во кој што се грижиме за себе, но и за колективот. Мислам дека менталното здравје станува се поактуелна тема, ама јас бар се трудам сега ова да не звучи и малку подобро ги правам работите, а напротив, многу јам учена по пат да дефинирам што значи ментално здравје, се уште мислам дека учам, но да ти одговорам по-конкретно на прашањето. Мислам дека тоа значи колективна грижа, во која што се грижиме и едни за други, но и за себе си. Сметам дека менталното здравје е еден од главните аспекти во животот кои што не смееме да ги земаме здраво за готово. И исто така и прифаќањето на тоа дека имаме многу тешкоти во животот и работи кои што се дел од нас и од секојдневието. И како ние се справуваме и како се учиме едни со други да се справуваме со менталното здравје, сметам дека е еден исчекор за тоа како може да го дефинираме подобро здравјето, особено како некој човек кој што се бори со проблеми поврзани со депресијата и анксиозност, не го земам тоа здраво за готово и сметам дека треба многу подиректно и да зборуваме, но и да креираме простори каде што луѓето се чувствуваат безбедни да се изразат себе си, да бидеме малку подобри едни со други, колку и да звучи тоа едноставно, ама е многу значено. И едноставно да имаме и систем на поддршка каде што може да побараме професионална помош, да едноставно се нормализира процесот во кој што ние кажуваме дека па и не е баш добро. Да, мене ме интересира секогаш кога разговарам со луѓе на оваа тема надвор од подкастот, како доаѓа до тоа некое размислување, поготово дека нели ментално здравје и причината зашто го поставам прашање на секој гост, дека секој има различна дефиниција за тоа. Не е една текстбук дефиниција кај што секој исто го сваќа. Кои беа некои влијанија за тебе кои што те наведува вака да размислуваш денеска поготово на оваа тема? Да, има толку многу, ама ќе пробам од почетокот да започнам, нели? Како помала волонтирав и во Црвен крст, бев дел и од дебатен клуб и се, таму често се зборува и се отвара овие теми, и особено кога во средно поминував низ малце потежок период, дознав дека има бесплатна психолошка поддршка и тоа беше, мислам дека имав околу 18-19 години кога првпат отидов на таа поддршка, односно терапија, и мислам дека тоа беше почетокот каде што почнав по-суштински да се запознам со тоа како можеш да си помогнеш, не да ти помогнат другите, но и воедно да разбереме одредени процеси кои што ни се случуваат, бидејќи секогаш сум мислела дека јас имам премногу емоции, тоа е многу дека имам некој интензитет кој што е посебен од другите. Напротив, само ми требало малку повеќе поддршка како да ги насочам тие работи. И потоа сум си започнала и лично процеси на психотерапија со различни психолози, но морам да признам дека два клучни вистински, ви рекла, уште моменти беа за мене важни да уште повеќе разберам колку треба да се одвои време за ова, но и да си дозволиме да бидеме ранливи.
Тоа е што кога почнав на студии надвор бев на студии надвор во Лондон, на LSE, на почетокот во првите 3 месеци многу ми беше тешко да се опуштам, да разбарам дека тука сум знаев дека сум за учење, едноставно кога ќе отидеш во некој голем град каде што не секогаш е безбедно и не си скроз добре дојдена. Имав малку некои чудни моменти и се обратив на својот факултет и тие ми дадоа бесплатна подршка повторно, каде што имав психолог кој што и воедно ми беше тука за мене, но и ми помагаше во однос на академските задачи и не знаев дека постои таков спој, каде што види ќе ти помогнаме за твоето ментално здравје, ама ќе ти помогнаме да бидеш добра студентка и да можеш да се фокусираш на своите студии. И сметам дека секој треба да го има тоа како не привилегија, како право не само за време на студиите, туку и за време на формалното образование. А второто е тоа што имам многу супер партнер кој што има завршена психологија и на додипломски на мастер и баш преку разговори на оваа тема од сите можни аспекти, особено што значи се биде и млада жена во нашето општество, уште повеќе некако одредени работи ми се демистифицира, особено работи кои што нели знаеме некогаш да се зезнаме себе си, кога мислиме дека знаеме се и тоа е тоа, особено е убаво кога ќе сватиш дека појма немаш да работите и да си ги демистифицираш одредени идеи, така да мислам дека тие различни искуства каде што и малку си дозволих како помлада да бидам отворена, дека се справувам со одредени тешкоти и некој во тој момент на вистина да ме насочи кон барање на подршка, но и тоа што имав некаква системска подршка на факултет, додека студирав надвор, тука. Но и обкружувањето, мислам дека и особено и со пријателите се трудиме оваа тема да отвориме, што не е едноставно и ќе се собереме петок навечер ќе разговараме за ова. Ама едноставно мислам дека животот не натарал да не ги прикриваме работите со кои што се соочуваме, туку малку да си создадеме простор за тоа. Ти беше, например, тешко пошто спомна и мене например луѓе кои што ќе ме сретнате после подкастов од кога стана јавен, се као можеш да зборуваш толку отворено за некои работи. Да, те сваќам. Мене ми е полесно да разговарам со тебе за ова во моментов, ама кога се соочувам со некој посериозен проблем, ми требаат неколку недели дур да им кажам на моите пријатели. Многу често мислам тоа пробувам да го одучам, бидејќи, например, никогаш ми се случува нешто многу тешко и јас очекувам луѓето да погодат што се случува, додека за жал заради тоа што мислам доста сум била ангажирана на повеќе места и доста работам на 100 страни, што се вика, сум научила и многу добро да го прикривам тоа. И мислам дека во обидот мој за прикривање малце сум научила да го фејкам повеќе што треба. И затоа ти викам дека полесно ми е вака со тебе. Дури да стигнам до моментот каде што сум ранлива и со другите, ми требало малку повеќе време. И затоа, како што кажав, дека освен што ми е полесно, и затоа мислам дека на овој начин би мотивирала некои други луѓе кои што може би поминуваат ни слични работи, дека окей да си дадеш простор и да бидеш ранлив, особено бидејќи сум се чувствувала во животот дека сум требала да бидам малку посилна и заради другите, мислам си да си имаме своите тешкоти во животот, ама се трудам што повеќе и почесто да се потсеќам и себе си и моето обкружување да си дадеме некаков простор во кој што окей, малца да не сме окей. Колку и да звучи чизи, си дозволувам себе си ова да го кажам, ама затоа што почнувам да верувам дека и како политичко прашање јас ова го доживувам, тоа да сме ранливи во јавниот простор, да плачеме во јавниот простор, да бидеме своји, да бидеме too much, да ги искажеме своите емоции. За мене тоа е некаков дури револуционерен акт, би рекла, бидејќи прикажува некакво ниво на емоции кои што во нашето општество, каде што сме премногу дисциплинирани за тоа како мора да се однесуваш, како мора да изгледаш и што се очекува од тебе, окей е да покажеме кои сме ние на вистина
И ме охрабрува кога го гледам тоа и од другите луѓе, затоа што дури би рекла и од помладите малку повеќе, затоа што не би сакала идните генерации да се занимаваат можеби со нашите препреки или уште повеќе со генерациите пред нас кои што уште помалку имале можност да разговараат за каква е состојбата на менталното здравје. И за жал сум изгубила исто некој во животот ради борба со менталното здравје, уште повеќе знам дека тука нема дебата, туку мораме суштински да работиме, затоа кажав колку е битно системски, колку е важно да имаме и професионална и формална поддршка, но и да креираме култура на отвореност, на култура на ранливост, култура која што ни дозволува да бидеме своји целосно. Да, и кој што кажа на почетокот на самиот старт, колективно е прашањето, не е. Мислам, да, секој за себе е своја единка и секој за себе се грижи за своето ментално здравје и за твоето воопшто, за здравјето свое, ама на крај на денот живееме во заедница. Ние не сме креирани да живееме сами. И поради тоа е многу важно да се зборува на некои овие теми и е многу важно што сами ние ќе си помогнеме, бидејќи ако сами не си помогнеме прво сам на себе, после и на другите околу нас, Нема поента. Нема ништо да направим. Да, се согласувам. И затоа, например, мојата теза на мастер студиите беше фокусирана на колективната грижа и процесот на заедничарење и процесот на како пренесуваме знаење едни на други баш преку искуството кое што сме го имале и некако баш низ таа колективна грижа го гледам и она што го кажуваат нели self-care, као да, потекнува самата колективна грижа и од идејата дека се грижиме за себе и за едни за други, но и како тие две работи се поврзани бидејќи не може, знаете како, мислам, мене ми е криво дека некогаш приметувам и во разговорите за ментално здравје дека се индивидуализира проблемот. Кога ќе чујам, како ти ќе се поставиш за работите, така ќе се променат, мене ми е тоа најголемата глупост, иако можеби на некој му помага во ред, ама не мислам дека треба толку да се индивидуализира проблемот. Затоа и кажувам, например, работите кои што се случуваат околу нас влијаат. Ние не може дека има, знаете, светот гори, ама ти ако си добра, тоа е све значи дека е супер, напротив. Сите тие работи се поврзани и мислам дека кога би разбрале како се поврзани, уште повеќе ќе придонесеме до некакво ослободување, јас би рекла, од тие предизвици и стресови на крајот од денот. И ќе видиме всушност како кога ќе разбираме дека заедницата е поврзана со нас, всушност уште повеќе ќе работиме на некаков процес на заздравување, на напредување на заедницата, но и подобрување на и личното и колективното ментално здравје. Да, и ја ќе дам пример сам за себе, знам дека причина зошто веќе не сакам да бидам политички активен, во поширока смисла на тој збор, и не сакам да имам толку многу повеќе информации, бидејќи јас, поготово тие некои средношколски години, па и на факултет, тоа ме од секојаш интересирало, ама после некое време сватив дека тоа што знам што се случува секаде политички, дали тоа е војната во Украина или избори во Америка или кај нас домашно се случува, мене тоа негативно ми влијае на менталното здравје и едноставно ја што мора да направам да се повлече, бидејќи не можам да функционирам нормално, бидејќи имам проблем со тоа. И самите работи што ни се случуваат во општеството, дали ќе бидат тоа, не знам, резултати од избори или некои несакани работи што се случуваат, па протести, па те трошат. Зависно дали си учесник или тебе ти се случува, или слушаш и информации примаш, многу влијае на тоа како ти утре дента ќе се разбудиш и ќе почнеш денот. Да, те разбирам, но јас пак од друга страна никако, валја пошто сум одлучила тоа да го правам во животот, го гледам и моси како должност да сме информирани за одредени работи, но и да ни биде јасно колку на вистина ние може да придонесеме до одредена ситуација. Особено кога гледаме некои поголеми работи како се случуваат, знаеме дека не може
директно лично да направиме промена, но верувам во тоа дека сепак информирањето на другите. Јас особено се трудам за некои прашања за тоа што го имам студирам, например, родови студии, за кои што знам дека во Македонија има антагонизација. Јас сум секогаш отворена со секој кој што сака да разговара на темата, да ги доближам, да ги од статистика до теорија до тоа што ги интересира. Верувам дека секој има некаков начин на кој што може да придонесе. Сега прашањето е како ние тоа го правиме без да се истрошиш целосно. Иако верувам дека некогаш, знаат, ние сме малку попривилегирани, луѓето кои што им се случуваат војните и обсадите и се останато не имаат оваа привилегија вака да разговараат за овие работи. Така да сметам дека некогаш треба на што се вика да жртвуваме нешто од себе за да направиме одредена промена, но да тоа биде на начин на кој што е одржлив. Во смисла да не се истрошиме целосно низ процесот. Јас за време на студентскиот пример, за време на протестите, колку да ми беше значено тоа што го правев, после тоа се чувствував тотално истрошено до степен кај што не можев ни една информација да испроцесирам за обкружувањето и се смеев на своја сметка, викам, заврши политички науки, а немаш отворено нени вести 3 месеци, затоа што едноставно си преплавен и си го дозволив тоа сама на себе, затоа што сакав да заздравам лично. Поентата е како ние, особено луѓе кои што сакаат да се занимаваат со општествени прашања, кој е механизмот на кој што ти се вложуваш во нешто за да можеш да придонесеш кон темата, без тоа да земе некаков дел од тебе. Иако не верувам дека постои јасна подоба, но поентата е како ти да имаш некаков механизам на безбедност, стабилност и едноставно, јас тоа го кажам многу, како да стоиш на две нозе. Јас така се трудам да донесам одлуки, кога ќе стојам на две нозе, можам да донесам некоја одлука поголема за мојот живот и за тоа што мене ме интересира или сакам да го правам. Ако се чувствувам дека сум на една, тогаш сум како, окей, да ќе видиме што можам да направам од друга перспектива, наместо да се вмешам директно. Затоа што сакам да правам промени, ама поентата е како себе си да не се изгубиме во целиот тој процес. Да, бидејќи многу е важно и тоа ми е некоја мантра која што сам на себе си повторам секогаш, како ја не можам да одадам, ја не можам да дам нешто на другите ако ја тоа сам го немам и ако ја знам дека мене ми треба пауза од одредена работа која што јас сум се посветил целосно, за да можам сам на себе да си дадам одмор и да се посветам, да наполнам батерии за евентуално потоа да се вратам или да помогнам, ја нема да можам да им помогнам. Точно. Дури во рета да сме искрени кон себе. Например, кога беше бегалската криза во Македонија, не знам дали имав 17-16 години, волонтирав со тоа што носевме храна на луѓето, на мигрантите кои што поминуваа и во тој момент јас сватив дека јас не можам ова да го правам, дека не можам да спијам 2-3 недели, си реков како можам да помогнам на друг начин, освен да сум изложена директно на таков тип на fieldwork, што би се рекло. И наместо тоа работев со млади, ги информиравме за оваа тема и имавме представа посветена на ова и сватив дека можам на други механизми да помогнам, на други алатки, ако едноставно не ме бива за ова, не можам јас по секоја цена да го правам тоа. И баш дека бев млада се дозволив онака и пробав, видов дека јас не сум доволно емоционално зрела да работам со поранлива категорија на луѓе, би сакала во иднина, но нема да бидам од корист ако по секоја цена кажам не, јас сум пожртвуван и го правам ова, иако не можам да спијам. И сватив дека окей да видиме дека не можеме се да направиме. Поентата е како ти со твоите способности, вештини и капацитети и се останато и време можеш да придонесеш за одредено прашање со тоа што на вистина придонесуваш, а не се чувствуваш само дека учествуваш и тоа е доволно само по себе. И затоа е окей да сме искрени сами малку повеќе за
нели, како може навистина да придонесеме. Од каде доаѓа таа некоја твоја желба и сакаш да помогнеш општествено, не само таму кај што си? Да, мислам дека мислам интересна привилегијата што сум имала на имање родители уметници кои што малку така ми имаат спремано за еден поидеален свет, но им има направено малку посвесна за работите уште од многу рана возраст. И од филмовите кои што сум ги гледала до информациите, при тоа имам и потекло од Босна, мајка ми од Босна и уште од помала сум знала што се случувало таму и кои биле проблемите и кои се и дискриминацијата која што например мојата мајка има искусано, но имаат на некој начин спремно да не го правам тоа преку некоја огорченост, нели кога ќе сватиш колку е страшен светот и ужасен, туку напротив преку тој некој идеализам кој што ме охрабриле да јас на вистина пробам да го најдам своето место преку тоа што се вложувам на различни начини. И ми требаше и мене лично многу време да откриам кој е правиот начин. Значи започнав од Црвен крст, потоа нели кажав на дебата или различни, па и од студентските протести, па и сум на некој начин политички активна, не партиски се разбира, него политички, што е поважно од многу други работи. И сум пробувала нели да си го најдам своето, затоа што сум сакала и да истражувам. И мислам дека и со самото тоа што сум една од основачките на менторска мрежа која што помага на жени и девојки во нивниот академски и професионален развој, сум успела да го најдам тоа што навистина малку повеќе и посериозно ме интересира. И особено бидејќи мислам и јас сум имала препреки во животот и никој друг ми помогнал, но и сум имала и нели привилегијата да ми помогне некој друг и сакам да го олеснам тоа на луѓето после мене. Ми е многу интересно кога кажат нели по старите генерации, нас како ни беше и на вас треба нели тоа да поминете низ истите работи. Напротив, не сакам никој во животот да треба низ истите работи низ кои што јас сум поминала, дури ако тоа ги направи мрзливи, нека бидат така, не ми ја гајле. Само едноставно да разбираме дека поентата е да правиш да ги промениш работите кои што сега во моментот се случуваат, но исто така и една работа што особено за менталното здравје е многу важна и ова го кажувам како некој што се изгорел. Баш заради тоа што сум била воспитана преидеалистички и не се лутам за тоа, ама никогаш сум се лутала, е да разбираме дека промените кои што ги бараме и ги очекуваме, нема да се случат во нашиот животен век и мислам дека тоа е многу ослободувачко чувство, да разбереш дека ти правиш нешто, се трудиш да направиш одредена промена, но и па и дури би рекла и колективна грижа преку таа промена, со тоа што да разбереш дека навистина импактот на таа работа ќе биде за идните генерации. И тоа и те ослободува и од еден момент на па не е себежност, ама некоја, како да кажам, очекување, јас сега ова го направив, ова мора да се случи, пошто јас учествував во ова, туку те ослободува од личното и те ослободува во смисла на тоа дека колективното е позначено. И така на некој начин тоа што сум имала нели привилегијата на уметноста да ми го креира видикот уште од многу мала возраст, ми дозволило да малку повеќе сонувам за работи кои што не секогаш ги гледаме во нашето обкружување. И мислам дека храброста да се сонува кога не сме обкружени со тие работи уште поголема. Веќе не било секогаш така. Имало години кога сум се откажала и сум била као окей, тоа е тоа, да. Да. Како тие некои студентски години влијаја врз тебе? Бидејќи спомна студираше политички науки, се уште си во дел процесот на образование, како некои тие години и тогаш еве и сега интересно, затоа што например книгите со кои што јас сум била обкружена како помала, филозофија и се останато, ми има спремана за образовен систем многу поразличен од тој што го искусив.
Искрено, во средно, например, јас бев од тие побунтовните ученици, имав двојки и петки, значи или стварно ме биваш, или се расправав, и некако не очекуваа многу луѓето од мене, пошто као знаа за некои работи дека сум брилјантна, за другите беа као, ова е тотално исклучена, незаинтересирана и се останата. И јас сум од тие луѓе што ги нарекуваат late bloomers, што мислам дека е многу битно да се нормализира во нашето општество. Дека ако ти се сите петки не значи дека си повеќе вреден или вредна, или твојата вредност во општеството не треба да биде врз основа на оцените. Особено бидејќи сум го почувствувала тоа и многу добро го знам. Но затоа кога отидов на факултет бев кога сега ќе им покажам на сите и мора сите да ми бидат десетки. И тука никако процветав малку повеќе бидејќи бев тоа што мене лично повеќе ме интересираше, значи да бидам малку поотворена, погласна, да си го кажам своето мислење, беше прифатано како убава работа, а не како бунтовна. Бидејќи сум научена да бидам бунтовна и немам проблем со тоа. И студентските денови баш од тој аспект многу влијаа за тоа да јас си ја пронедам самодовербата повеќе и се насочам да едноставно тоа што сум јас не треба да го намалувам за да бидам прифатена во нашето општество. Потоа малку бидејќи почнав да работам после за време на моите студии, многу ми е драго и ова го кажам како совет до сите, си давав малку време пред да отидам на мастер студии. Завршив еден мастер за комуникации, потоа мастер за родови студии во Лондон, кој што ни самиот процес на откривање и на различни теории, но и на различни пракси многу ми помогна да разберам колку е битно знаењето и колку навистина тоа е само почеток, нели, кога ќе завршиш мастер студии имаш чувство дека тоа е само почеток на што све следи. И затоа тоа и никако ме зацврсти во тоа што до сега го правев. Ако до сега бев на повеќе страни, сега ми е јасно зошто сум била растипкана, што се вика, но ми даде некаква насока дека работите треба да се гледаат интердисциплинарно и да ги поврзуваме како сите работи се, значи да поврзуваме како сите работи имаат смисла едни со други, како зборуваат едни кон други. И тоа мислам дека и доста ме ослободи од барањето никакво на надворешна валидација. Буквално во моментот кога ја поднесов мојата теза на последниот мастер во Лондон, сватив дека више не ми ја гајле дали во средно мислеле дека не сум доволно добра ученичка или дека на факултет сум морала да бидам најдобра, туку сватив дека тие мерења на знаењето се само еден дел од систем од кој што не сакам да бидам. Пример, јас сакам да бидам дел од академија, планирам во иднина да се запишам на докторски студии, но тоа ќе биде чисто затоа што сакам да истражувам нешто кое што мене ме интересира и кое што гледам дека има колективен импакт, а не од типот на некои хиерархии на знаењето и се, затоа што мислам дека знаењето треба да биде бесплатно, достапно на сите и разбирливо. Дека не треба да ги правиме уште повеќе работите мистифицирани, туку да ги доближиме. Извини, малку се зазборав во милена тема и така малку. Не, ама тоа е така и баш тоа што спомна, не треба образованието да биде надпревар. Иако не е представен као таков, као никој кога ќе влезеш у училница нема да сега се надпреваруваме кој е подобар, ама само до тоа што ние сме, без разлика дали стана збор за средношколци на факултет па и понатака, неминовно е тоа споредување. Да. Дури и системот, мислам дека опкружувањето го прави тоа споредување. Моите родители никогаш не се замарале или сметале дека тоа е нешто. Напротив, они ме охрабрувале и во сите работи. Мислам, дали јас повеќе се секирав за работите него они. Ама мислам дека опкружувањето кога те вреднува според тоа, тука е проблемот. И затоа мене ми е криво дека правиме категоризација на добри и лоши ученици и се останато, затоа што тоа мислам дека понатаму произлегува и во животот кога ќе излеземе надвор од школските клупи, имаш ти добри и лоши деца, некој е немирен, малку е побунтовен. Да, можеби има причина зашто тоа е така и баш ако зборуваме за ментално здравје, како деца поменуваме низ толку различни процеси, толку и животни, мислам, и проблеми, и работи кои
немаш ти механизам на 13 години како да се справиш не само со хормоните и симпатиите и се останато, него со некои животни загуби, со промени, со стабилност и класните разлики, економската стабилност, значи сите тие работи влијаат врз тоа како ти се поставуваш, но и како тебе понатаму општеството те третира. И затоа мислам дека кога онака една мала работа ние всушност може да видиме колку проблемите се проткајуваат и на поголемо ниво. Ама затоа и се надам дека би се ослободила малку повеќе од тоа. Затоа и сакам јас, например, кога ќе кажувам за моето образование и се што сум направила, може би никој тоа го смета за голямо и е на некој начин, мислам, сум горда на работите што ги имам направено, ама се само еден сегмент од се што правиме, не се мерило за кој сме ние. Да, и многу е важно тоа што спомнав, кое што ја исто верувам дека промените ние нема да ги видиме. И самото тоа чувство на ослободување, кај што без разлика ние што правиме, без разлика ние каде сме, дали тоа да, ние може и усредно да направиме некои промени кои што ќе си идеме од средно. Да. Нема да видиме тие после нас генерации како ќе се справуваат со нив. Ама тоа е тоа чувство на ослободување кај што мене не ме интересира резултатот. Мене ме интересира да дојдеме сега тука, да направам промена, не знам, да се организираме како студенти, да направиме некоја, не знам, студентско движење и после тоа што останува, ја после 20 години не ме интересира. Сакам да оставам нешто и тоа е, например, за мене, јас знам кога се одлучував, окей, што ќе правам со својот живот, сакам да останам тука. Бидејќи сакам, и тоа секогаш го викам, дека сакам, да, евентуално најверојатно ќе, не знам, после 20-30 години може би сакал, ама сакам да оставам прво овде нешто, да оставам нешто што сум го нашол, да оставам подобро и после тоа може да си идам. Буквално, да сватиш дека не си ти битен во приказната и тоа е многу убаво, затоа што мислам дека на тој начин можеш повеќе да придонесеш. И мислам дека и тој го препознаваат луѓето, затоа што ако влезаш во нешто и си одма со тоа, јас вака мислам или слушате ме јас како ќе кажам, а не е битно како заеднички ние сите може да стигнеме до нешто, се губи поентата на зошто навистина е потребно нешто да се промени. За жал не секогаш сум го видела тоа во нашето општество. Многу било поважно кој ќе каже. Например, јас од некои луѓе со кои што воопшто, например, не се согласувам за некои одредени прашања, сум чула некои од поважните работи во мојот живот и сум го зела тоа како некакво знаење, ама би сакала истото, знаеш, да дојде и од другата страна. Сам не дека го гледам како некои две страни, ама јас сваќаш поентата за кој кажува што може да биде унапредено. И мислам дека кога малку повеќе би разговарале или би создале некаков простор за имање на тие различни, би рекла, идеи, мислења, мислам дека ќе имаме и по-генерално подобро општество, затоа што си уште сме заглавени во тоа, јас свака ќе кажам, и тоа е најважно. И на крај пак идеме на разговор, на комуникација. Без разлика дали ние сега се согласуваме за се, ама битно може да седнеме вака и да разговараме. Exactly. Така е насекаде. Дали тоа, не знам, кога си со дечко, девојка, партнер, со твоите дома, надвор, на работа, ако нема комуникација, не може да функционира. Да. Мора да дојде од вистинската идеја дека ова го правиме затоа што на сите ни е важно. Тоа мислам онака ако сакаме дворот пред зградата го направиме поубав, не може ако сите заеднички не седнеме и разговараме како ќе го уредиме да биде поубав едноставно пошто тоа така треба. И мислам дека е убаво да се види кој каква улога има во тоа. Не секогаш секој може подеднакво да вложи. Јас ова многу често го кажам, иако и јас сум имала препреки во животот, но и сум имала многу привилегии да имам достапност до одредени книги, информации, можности, сите тие работи. И затоа знам дека ако јас можам малку повеќе да направам, окей, некој друг нас е помалку и заедно ќе има поента тоа зашто го правиме и како го правиме. Ама поентата е да се види таа солидарност, да се почувствува таа солидарност, значи да има одреден афект на тоа како ние навистина креираме одредена заедница. И многу ми интересно што го кажа за останувањето во Македонија. Например, јас многу сакам да останам, ама се чувствувам некогаш дека
па и не сум најприфатана во општеството. Са можеби тоа е мојата глава и параноја и што и да се надам дека не сум во право. Ама никогаш чувствуваш дека како да сакаш да придонесеш, едноставно не е релевантно тоа што ти сакаш да го придонесеш и окей, можеби некои мои идеи се надвор од тоа што е приоритизирано во нашето општество. Ама исто размислував и што тоа значи за моето ментално здравје. Се фатив во еден момент каде што сватив дека колку и да сакам да бидам дел од едно општество, ако гледам дека не сум целосно или дека едноставно моите вредности не се вреднуваат, чувствувам тоа како влијае врз моето ментално здравје. Особено се вратив од Лондон многу така окуражена, полна со љубов, енергија, се. И прво нешто што ми кажа, чекај, ќе видиш, за неколку месеци ќе се вратиш на истото, Скопје ќе те врати демек. Јакам знам, во право сте, ама остете ме да се порадувам неколку месеци, свесна сум јас за сите тие работи. И не дека не беше лош советот, во превод многу точен совет. Ама сакам да имаме малку повеќе простор, ако од никој дојде со таква енергија, да не мора веднаш да го ограничиме. Едноставно да си дозволиме дури сами на себе колку да сме некато огорчени, колку да ни е преку глава од работите. Ако гледаме дека некој носи таква енергија, бар пробај, види, излези надвор од тоа. И мене ме мавна малце повеќе кога се вратив, ми требаше многу повеќе време да се адаптирам. Ама едноставно многу послободувачки ми влијаеше на како јас себе се доживам, валидацијата нели од надвор и од се, но и како да си поставиме некои механизми на заштита, особено заради менталното здравје. Да, јас мојата, не знам, long term vision е да донесам бейсбол во Македонија. Тоа од секојаш ми било интересно, кај што пошто нели поминав година во Америка, таму го запознав, се враќам дома. Сега јас живеев тоаш у Струмица, дома, средно сум и немаш со кој да играш. Ја имам една палка, едно топче, една ракавица, толку никој друг. Кај нас палките се користи за тепање, не за спорт. Да, exactly. Сега кога дојдов тука во Скопје, да, можам нешто да направам, ама не деца кои што ги тренирам се странци. Да. И многу тешко, баш тоа што збориш, го сваќам за една тема која, мислам, за една бейсболот не е сега, не знам, клучна праш. Ама важно ти од тебе, тоа е доволно. Тоа, да. И колку само, кога го зборуваше тоа, кога го кажа ово последно, колку само резонирав јас со тоа, кај што зошто не може сега да направам, зошто луѓето не сакаат да пробаат нешто ново. Од таа страна влијае врз мене како личност. Да. Поентата е да разберат дека со пробувањето на некои нови работи не значи крај на светот, прво. Второ, дека се дозволуваш да истражиш еден цел свет кој што претходно не си имал можност. И трето, можеш да видиш дали ќе се свига или не. Значи, може некоја дете скроз да му легне бейсбол и тоа да биде тоа, а може воопшто да се каже, ќе не ме бива за ова и идеме понатаму и тоа е тоа. Едноставно, мислам, не знам каде, во кој момент може, еве, нели отвараме тема, каде што, каде во нашето обкружување, дали во образованието, дали во, нели, како не воспитуваат, имаат малце обесхрабрено за пробување на нови работи. Јас затоа стално го спомнувам моментот дека мислам дека сум била многу привилегирана, дека моите биле као, окей, сакаш ова го пробаш, слободно, браво, продолжи, као, види онака што мислиш. Он имала скроз друга идеја за тоа што јас можам да бидам според тоа како сум била како мала или такви некои работи. Ама поентата е да дозволиш да надвор од идеите што луѓето ги имаат за нас да одиме напред. И мислам, се надам дека ќе има, нели, дека некој ќе не чуе за ова што го зборуваме, дека можеби ќе види дека кој има некоја добра идеја да проба. Затоа што јас сум почнала со, мислам, на страна од менторската мрежа, идејата за сподели авторка, за која што имаме разговарано, баш е така започната. Некој, мислам,
ја споделив мојата идеја и се приклучија многу луѓе со многу подобро онака оформување на мојата идеја, сваќаш колку е битно да споделиш тоа што тебе те интересира, дека така се унапредува нештото, но и дека има луѓе кои што навистина ги интересира. Во превод не се откажуваат, безволот можеби за 5 години ќе се роди некој кој што ќе го занима поише. Мене главната цел ми е Македонија на Олимпијада да иде на бейсбол за 20 години, така што има време, ќе работиме на случајот. Спомна мрежата за менторство, спомна неколку пати, сакам да поминеме малце време и на тоа, бидејќи е важна. Јас сметам дека една од најважните работи за моето оформување како личност е имање луѓе кои што поминале низ сето тоа. Јас секогаш викам, сакам да имам ментори или да црпам од луѓе кои што можам јас сами да се видам да бидам како нив еден ден. Ама е многу важно според мене да се има таква некоја личност кој што можеш да доеш до нив, да ги прашаш, бидејќи да, луѓето кај нас е уште едно клише, као учи од грешките се учи, ама ја не сакам да учам од моите грешки, сакам од грешките на тие што поминале да учам. Има една многу убава босанска изрека, паметно ми е реч учител, будали несреча. Како навистина успари да учиш ти од туѓите грешки, за да не мора ти да ги направиш. Иако, мислам дека на крајот од денот искуството свое си го прави. Као колку и да ме предупределе за многу битни работи, тоа било тоа, сум морала сама да проверам. Меѓутоа, мислам дека и јас и ти денеска ние биле кај што сме во нашите животи, да не сме имале поддршката на другите и стварно верувам во имање на едно цело племе околу тебе, но уште позначено кога тоа доаѓа баш од луѓе на кои што им се восхитуваме, но и одговорноста што доаѓа, особено ова го кажувам како и менторка. Јас сум била менторирана, но кога сум во позиција на менторка, сваќам колку секој збор влијае врз личноста, затоа што ги памтиме и ние зборовите кои што не биле кажани како помлади, дали биле и добри или лоши, ги памтиме, остануваат со нас. И затоа менторството лично како охрабрување, како валидирање на тоа што сакаме да бидеме, можноста да не натера никој да сонуваме малку надвор од работите, пошто како деца многу сонуваме, после не викаат мора сме реални, па пак да сонуваме така натаму. И мислам дека менторството мене лично многу ми помогна и особено мене беше менторка една од коосновачки, значи заедно што имаме основана мрежата Елена Ставраска, која што буквално мислам дека една година со мене и она средне од Квараци, кај речева Струмица не се знам. Немам врска, извини. И она на пример година дена само разговаравме што навистина јас сакам, затоа што ми требаше храброста која што имав изгубено од сите работи кои што ми се случува во животот, за да се охрабрам за да аплицирам за мастер студиите. Значи една година само разговарав со едноставно ослободување на сите спреги во главата кои што ми се има крирано, не по моја вина се разбира. И мислам дека затоа што повеќе разбирам колку е битно да си на некој во животот тоа, но и да она што го спомнав претходно, како тие менторства колку и да се индивидуални, пошто има и групни, ама индивидуални се претежно, всушност ја менуваат културата на тоа дека ние не треба да се поддржуваме едни со други. Туку напротив, прикажуваат како само ако се поддржуваме едни со други, ние може да одиме напред и дека додека бараме некои системски промени, ние сме тука да сепак понудиме поддршка. И дури особено сега, мислам и Стела како Стела Network, како мрежа, особено од кога се вратив во студија, бик имав можност само на тоа се посветам, толку имаме порасното, што сум стварно горда, бидејќи сега гледам и како дополнително на страна од менторството ние може да придонесеме до менување или на некои наративи во однос на што се може да бидеме во ова општество, но и за тоа колку солидарноста е важно прашање. Значи важно во смисла на политички, онака го кажувам, дека укажува дека поддршката која што си ја даваме едни на други
и која што ја добиваме и ја примаме, пошто и тоа е важно. Затоа кажуваме дека е двонасочен процесот на менторство и мислам на менторки и менторирани. Всушност ја минува себе перцепцијата на подобро и не само академскиот и професионалниот развој кој што се случува туку, што позначено и личниот, кој што мислам дека особено бидејќи сме во општество кое што не те охрабрува за многу работи, мислам дека придонесува на ниво на кое што бар мене знам дека животот ми е променет ради тоа и дури најмалиот збор или разговор имаат придонесено до истото и многу се радувам дека имаме мрежа од 200 менторки кои што се секогаш достапни на, мислам и тоа е многу битно дека не само на македонски, него и на албански, на други јазици, за да уште повеќе се охрабрат девојчињата да бидат дел од формалното образование, да проложат посоништата кои што навистина ги сакаат и се гледа, го гледаш импактот и многу интересно кога некој што бил на некоја менторска сесија пред 5 години, сега гледаш на факултет, па на мастер и тоа е едноставно нешто кое што е незаменливо и ми е драго што сум дел од таа приказна. Да. Ние не сме општество кое што, барем ја не сум знал за ментори, се дурне порасна, што се вика. Колку е тешко, спомна бројка од преку 200 ментори, колку е тешко да се најдат луѓе да посветат време, да посветат внимание на тие. Па, мислам дека тоа е лесниот дел. И ние не очекуваме, мислам што се вика не очекуваме, мислевме дека има повеќе девојки на кои што има потребна менторска подршка, но некако имаме повеќе менторки кои што сакаат, така да тука сега повеќе сакаме да ги охрабриме девојките да се приклучат, особено бидејќи нас знаат да ни соберат девојки кои што веќе знаат што сакаат, каде сакаат да студираат, кои се работите во кои што се гледаат и изминативе 2 години она на кое што работевме да го демистифицираме малку менторството, дека не мора да знаеш што навистина сакаш. Јас сум пример за тоа дека сакав милион работи и ништо во исто време, туку како баш да стигнеме до оние кои што на пример најмалку им се обрнува внимание. Јас верувам дека во средно да сум имала некој кој што малку повеќе би ми посветил време како менторка, на страна од родителите. Стално викам дека никогаш од надвор, никогаш повеќе веруваш на никој од надвор него на твоите, што се случува. Ама едноставно да сум имала менторка во мојот формален процес на образование за време на средно, мислам дека многу поголема подршка ќе сум во превод, тоа што сам да го кажам дека малку полесно ќе ми било така како што треба да биде. Затоа с последниот период баш работевме на тоа и стигаме многу повеќе до средношколки, каде што сакаме да прикажеме дека за било која работа можеш да разговараш со некој. И затоа сум многу благодарна на менторките кои што ги имаме, бидејќи направивме прирачник за менторирање заедно со нив, да едноставно дадеме некаква насока, структура, која што мислам дека недостасува на сите, секогаш не треба структура за работите. И тука се уште работиме за како да стигнеме до оние кои што навистина највеќе им требаме и стигаме полека, особено бидејќи работиме со средни училишта, но би сакала тоа уште повеќе нели да си продолжи да си расте природно како што си доаѓа, особено бидејќи создаваме мрежи на соработка и мрежи на жени и девојки кои што претходно немале како да се среднат, а преку нашата работа се сраќаваат и соработуваат понатаму. Ние не им ни требаме веќе, они се тераат, си го фураат фумот и тоа е многу позначено според мене. Како изгледа однос менториран? Тоа е важниот момент во поставувањето на очекувањата. Многу е важно да знаеме дека менторките не се оние кои што ќе ти ја напишат домашната у превод. Значи, кои што се тука да насочат како да ја напишеш домашната. Значи, поставувањето на границите е многу важна работа, особено ако сакаме да креираме самоиницијативност. Поентата е да знае секој дека може да побара помош и поддршка, но да знае точно и што е работа што ти сам треба да ја завршиш. Ова е една од поклучните работи, бидејќи не секогаш ги имаме алатките како нешто да направиме. Менторката е она која ти ги дава алатките, ти покажува како се користат и сега ти треба да го завршиш својот дел.
и да си дадеш време и простор за тие работи. Да, мислам дека тоа е еден дел барам кај нас тоа што не го гледам таа иницијатива, само иницијатива и валјда е тоа и дел од причината зашто е тешко некојаш да имаш луѓе кои што ќе побараат таква помош? Да, ама знаеш, јас се трудам да си го најам одговора зошто нема само иницијативност. Ама од друга страна, еве јас и ти сме биле само иницијативни и малку сме се разочарале низ процесот на тоа и поентата е како од кога ќе се разочараш, пак да се охрабриш. И не дека секогаш можеш. Има многу луѓе кои што едноставно се откажале после првиот пат или им требало многу време да се охрабрат, па некој многу ги обесхрабрил. Така да многу е тешко да се знаеш, сакам да го најдам факторот што го прави зошто тоа. Так? Ама се повеќе разбрам дека е повеќе слоен. Знаеш, пошто мене никаш веќе многу е парадоксално што кажам веќе искористив една поговорка, ама имаш многу поговорки кои што повеќе ти кажуваат да бидеш субмисивен и да не брануваш, да не правиш бели. И мене е многу криво кога таа култура на едноставно ќе си тргни се на страна или не е ова твоја работа или не се вмешува или биди потивка или тивок се едно. Мислам дека пак тоа е повеќе проблематично него. Да, и поготово дека знаеме дека со тоа што ти може ако пробаш нешто, ако не успее, следниот пат кога ќе пробаш нема да имаш можност да пробаш, а и друга страна сметам дека кај нас се уште функционира тоа систем на казни, на... Да. Ако направиш беле, ќе те казнат наместо да седнат со тебе на разговор и да направат муабет, да те соочат со тоа, гледај сега што направи. Да. Ова се тие некои последици. Да, дури и знаеш што сега ме инспирираше што помислив. Ние малце треба да сватиме дека не е крај на светот да направиш грешка. И мислам дека кога ќе се нормализира и кога ќе се раскаже, знаеш, тој елемент, дури и мислам, еве јас започнав со тоа што си кажав одмова какви некои проблеми или предизвици се, како сум била доживувана претходно, влијало врз тоа како сум имала за жал себе перцепција. Ама многу е важно да се разбере дека стварно не е крај на светот одредени работи ако пробаш и видиш дека не функционира. Баш и една менторска средба која што имавме, групна менторска средба минатата недела, една девојка се прашуваше дали ако се запише на медицина и тоа се 6 години, што значи тоа за незес? И сме као, ако зезнаш, окей, ќе пробаш нешто друго од почеток, само што не мислам дека, знаеш, може поразлично ќе реагира незината обкружување ако тоа го направи, ама идејата е да се види дека може да го смениме мислењето. Тоа е според мене целата поента. Не треба да останеш, јас сум многу цврст карактер, се немам променато од 7 оделение. Супер. Мислам, место онака, јас едва чекам да ми се смени мислењето за нешто и немам срам да кажам, до вчера вака мислев, сега мислам поинаку и да, окей, не знаев вчера како е подобро, сега знам и немам проблем со тоа. Замисли да ги знаев сите овие работи, пак да останев на тоа вчера што го мислев. Па тоа е кај нас проблемот што едно што не се слушуваме едни со други, бидејќи се плашиме дека таа личност може да го промени мислење да ни предизвика нашето мислење да не биде толку сигурно. Да. А уствари тоа треба така да биде. Треба да се слушаме еден со друг без разлика дали се согласуваме и ако ти кажеш нешто што е стварно така, точно е, ја да го прифатам и обратно. Да. Ако е некоја, пошто нели се има теми кои што е ствар на вкусот. Ама има теми кои што мислењата се такви за да може да се променат. Буквално. Ама не се доислушуваме на крај. Буквално се согласувам и не само што не се слушуваме, мислам дека нема отвореност да, окей, јас сега те изслушав и всушност го процесирам тоа што ми го кажуваш и си викам, па има повеќе смисла. Значи, не значи дека, не знам, баш оно што викаш, мислењето ќе се за личноста ќе се промени ако кажеш уствари сега малку повеќе размислив, ти благодарам. Ми се случило на пример и со луѓе кои што
сакаа да дискутираме на одредена тема и ќе дискутираме некако на многу смирен начин сум пристапила, не дека секогаш сум го правила тоа, ама сум пристапила и сум била као, да, сега ќе го размислам, окей, ама знаеш ако го поврзаш со ова и се збунети дека едноставно им викам, да, ова има смисла, ама знаеш, еве да го поврзаме со овој друг проблем, како би го гледале. И тука како да застанува дискусијата, затоа што само треба да сме едни против други. И тоа е како, мислам, супер е дебата како концепт, ама животот не е дебата и животот не треба по секоја цена ние да победиме, знаеш, и те победив многу добро, знам да зборувам. Супер. Ама што сме направиле со тоа што сме го зборувале и како тоа влијало врз општеството, тука е зазнатото. Тука е она каде што мислам дека немање на таа култура на да можеш да го промениш своето мислење, недозволување од грешки и правење како да е крај на светот, ако не знам што, но и воедно она дисциплинирање што го кажав, каде што ова е твојата коцка и тука ти смееш да функционираш, мислам дека толку не ограничува не само во себе перцепцијата, него и во менталното здравје, а да не зборам за системските работи и проблеми со кои што се соочува нашата земја. И сум кога гледате дека е толку едноставно, зошто сепак одлучуваме? Тоа ми е она што не можам се уште да го разберам, ама тоа е. Може никогаш нема да го разбераме. Да. Ја со ова ќе завршам, па ќе преминеме на следното, кај што јас секогаш дебати спомна, ја обожавам дебати, ја исто студирам политички науки, тоа ми е идеш на факултет, тоа ти е целта денеска да дебатираш со некој за нешто, ама секогаш кога станува збор за дебати и која е организирана дебата, јас секогаш сакав да бидам на страната со која што воопшто не се согласувам. Исто. Бидејќи ми дава можност едно, политичкото во мене, кај што знам како да те поведам ако треба стварно да дебатираме, ама по-длабокото е тоа што мене ми дава можност да сватам од кај доаѓаш ти. Јас имав цела година која што ја поминав во Deep South, во Америка, во место каде што во самото, не знам, во средна школа ја не најдов ниту едно дете кој што согласува со било што ја што збора на било кое социјално прашање. А нама јас ја имам многу по-добро разбирање зашто тие така размислуваат и ги сваќам. Да. Не сите има таа, што спомнат збор привилегија, не сите има таа привилегија да растат овде и да ги имат тие некои услови да дознаат. Многу е битно кога ги разбираме, но не ги оправдуваме. Тоа ми е мене, онака, јас за да направам одредена социјална промена за одредено прашање кое што мене ме интересира, за кое што сум јас посветена, морам да разберам зошто некој размислува поразлично и да не го демонизирам ради тоа, него да видам кои социјални фактори влијаеле до тој тип на незнаење или антагонизација за одредено прашање. За да можам да тргнам од некоја заедничка поидовна точка, бидејќи колку и да сме, мислам, колку и да се ужасни работите, сепак има нешто што човечно не поврзува сите нас, па ќе најдеме од некаде, ќе копаме, ќе го најдеме. Ама поентата е како да стигнеш до тој момент за да не се заглавиш во она што тебе ти е важно или што сакаш да го представиш. И мислам дека така и некако си дозволуваме да создадеме нели малку и почовечки пристап и комуникација едни со други за овие работи. Да. И тоа е пак човечки пристап е потребен за да можеш да промениш некои работи, дали во општеството, дали во својата заедница, дали сам со себе. Да. Сакам, ние може уште минимум сад време да збориме сигурно, ама да прекинеме овде чисто да не оние што не слушаат да не им станеме преддосадни. За крај 4 прашања за секој гостин, така и за тебе. Која последен пат си плачала? Минатата недела. Иначе си плачам многу често и немам проблем со тоа и каде плачам и зошто плачам, ама минатата недела плачам затоа што имав многу стресни 2-3 недели, ама имам конечно свој дом со својот партнер и си бев као, колку е убаво, колку и да ми е стресно, си имам свое место што ми е мене безбедно и убаво и си плачав така пола од стрес, пола од среќа, затоа што едно ново убаво чувство на безбедност почувствував и така. Тоа ми беше. Која е најдобра инвестиција што ја имаш ти направено за твоето ментално здравје? Тоа што си дозволев да бидам ранлива.
што си дозволив да си кажам дека не сум окей и тоа е многу голема инвестиција за човек кој што мислел дека секојаш треба да изгледа совршено затоа што така мислиш дека и во главата ќе те бидат совршени работите и потоа затоа што буквално имав можност и имам си уште можност да побарам психолошка поддршка на професионалец кој што ми помага низ целиот процес на заздравување, но и унапредување на моето ментално здравје. Да имаш можност да се вратиш 10 години наназад, што би се рекла сама на себе? Пред 10 години имав 19 години да не се смалам. Да не се смалам. Јас многу бев охрабрана и како помала и се чувствував многу своја и некако после почетокот на 20-тите години малку почна тоа да се разлева, би рекла. И би си рекла да не се намалам ради очекувањата на другите, туку да си останам своја со храброста и едноставно она што ме правило малку повеќе слободна. Така да тоа би си го рекла. И за крај, последно прашање, кое е твоето прашање за сега оние што не слушаат и гледаат? Дали имате добри пријатели околу вас кои што ве потсеќаат да бидете ранливи? Тоа е убаво прашање, мислам дека што сите треба да си го одговориме, затоа што верувам дека колективната грижа и она што не обкружува е она што не дава сила и треба да потсеќа некад кога немаме сила, дека имаме заедница околу нас.